Околу 11.000 вработени во администрацијата ќе бидат опфатени со договорот што го постигнаа синдикалците кои рекоа дека ова е историски чекор. Договорот ќе трае до 2028 година и за негова реализација ќе бидат потребни нешто над 10 милиони евра. Трпе Дејановски од ДУПОС посочи дека вработените во управата и правосудството успеале да го добијат тоа што го барале и за кое преговарале скоро 2 години. После скоро година и пол преговори и барања на синдикатот на УПОС, постигнавме договор со владата, со премиерот, со министерката за финансии, министрот за јавна администрација, министрот за економија и труд. Значи, она што го постигнавме е дека за отприлика 10.000 вработени ќе се подпишуваат поединечни колективни договори со кои што конечно вработените од управата и правосудството ќе имаат методологија за покачување на платите. Останува само да допрецизираме текстот на колективниот договор, кој мислам дека ќе биде најмал проблем и во наредниот период да ги подпишеме сите индивидуални колективни договори, како што кажав, за да можат вработените да добијат повисоки плати. Благој Ралповски од Конфедерацијата на слободни синдикати вели дека со овој договор ќе добијат работниците, потенцирајќи дека како историски договор ќе остане еден од клучните за подобрување на состојбата на администрацијата. Сакам да кажам дека е ова историски момент и голема благодарност за премиерот кој што имаше разбирање во каква ситуација се наоѓаат тие вработени, но и голема благодарност до министрите, особено до министерката за финансии, која што сепак најде пари во буџетот на државата. Благодарност уште еднаш и мислам дека дека тука нема да застанеме и дека понатака ќе продолжиме со преговори, затоа што знаеме дека колективниот договор, општиот колективен договор во јавен сектор е истечен. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека како што владата ќе го регулира зголемувањето на платите, така и очекува администрацијата да испорача подобри услуги. Потсети дека владата веќе има постигнато слични договори со вработените во образованието и здравството. Како што и самите председатели и Трпе и Благоја кажа, ова е историски момент, бидејќи досега никогаш порано не се случило да имаме ваков план за зголемување на платите и нивно усогласување за да дојдеме до некое достоинствено ниво. И цениме дека ова се тие храбри чекори кои што ги правиме, дури во услови на светски предизвици кои што секако влијаат на економијата, во услови на внатрешни предизвици кои што секако влијаат на економијата, со едно домакинско, зрело, одговорно работење и работење со државната каса. По однос на минималната плата, премиерот Мицкоски рече дека остануваат на ставот дека за тоа треба да се договорат работниците и работодавачите, но потенцираше дека како влада немаат пари за да ги платат придонесите. Мицкоски рече дека и по однос на платите на функционерите истите ќе се ги намалат. Од страна на Сојузот на синдикати на Македонија најавија блокади кои почнуваат во вторник пред собрание и потенцираа дека не отстапуваат од барањето за минимална плата од 600 евра и по 100 евра за останатите работници.